За 2 денари поскапува бензинот Евросупер 98, за денар и половина Евросупер 95, додека дизелот поскапува за половина динар по литар. Регулаторната комисија за енергетика ја објави новата одлука за цените на нафтините деривати, според која од полнок дизелот ќе се продава по 87,50 денари за литар, додека бензините ќе чинат по 87,50, односно 90 денари за литар. Одлуката доаѓа во моменти кога завршува кризната состојба во земјава, со што престанува да важи владината мерка за намалени акцизи на нафтините деривати, а од утре пак истекува и попустот од 2 денари по литар што го одобруваше ОКТА. Сепак премиерот Христијан Мицкоски потсетува дека одлуката на регулаторната комисија се темели на движењата на цените од изминатата недела и очекува веќе од следната значително да се намалат цените на горивата во земјава, согласно актуелните состојби на светските берзи. Следната недела очекувам значајно намалување, бидејќи од денеска цените на берзите за нафтата и нафтените деривати драматично падна, ги следев патувајќи кон Битола, некаде околу 82-83 долара за барел се движат. Така што веќе следната недела очекувам поголемо и позначително намалување. Ако овој договор помеѓу Соединетите американски држави и Иран што го објавија пакистанците е финален и конечен и се става крај на оваа неколкумесечна војна која што предизвика најголемата криза енергетска во последниот милениум, тогаш можеме да бидеме прилично среќни и задоволни од тоа како се справивме во овие исклучително предизвикувачки времења. Ценовниот притисок врз горивата започна пред околу 3 месеци, кога ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток предизвика нагло поскапување на нафтата на светските берзи. Во тој период македонската влада прогласи кризна состојба во енергетиката и воведе мерки за намалување на ценовниот шок, меѓу кои намалени акцизи и ДДВ за нафтините деривати. Според премиерот Мицкоски, покрај турбуленциите на светскиот пазар, Македонија останала меѓу земјите со најниски цени на горивата во регионот. Тој посочи дека тоа особено се чувствува во пограничните градови, каде дел од бензинските станици бележеле и до 50% поголем промет.